Очекуваната позитивна прогноза во поглед на безбедноста на сообраќајот на нашите патишта оваа година нема да се оствари. Но да се надеваме дека состојбата ќе се подобри со изградбата на новите патишта. Затоа, во колкава мера безбедноста на сообраќајот е во зависност од патот, во вториот прилог од вечерашнава емисија зборува инженер Борис Чаушев. Безбедноста на патниот сообраќај е во директна зависност од патот и неговите елементи. И тоа во многу поголем обем отколку што тоа го прикажуваат стварните статистички показатели. Така, например, кај нас патот е причина за настанување на околу 4% од незгодите. Во една пак призната стручна студија од еден американски институт, патот, како единствена или заедничка причина, учествува во настанувањето на околу 37% од незгодите. Од тука произлегува и нашата определба за многу посериозно и посеофатно согледување на овој проблем. Нашата патна мрежа во најголем дел се карактеризира со релативно скромни или неуедначени, а кај локалните патишта и улиците во населените места лоши геометриски елементи, недоволна широчина, различен квалитет на коловозот, неадекватна коловозна конструкција и слично. Затоа може да се каже со сигурност дека искажаниот процент кај нас не е реална слика за влијанието на патот во настанувањето на незгодите. Проблемот на безбедноста на патниот сообраќај гледан од аспект на патот започнува да екзистира уште во фазата на неговото проектирање. Секој направен пропуст во оваа фаза значи и трајно смалување на степенот на безбедноста на соодветниот пат и тој ќе екзистира во сите услови на неговата подоснешна експлоатација. Можам да кажам дека од правилниот избор и хармоничното ускладување на сите параметри, и тоа од проценката на интензитетот и структурата на сообраќајот, па се до капацитетот на патот, димензионирањето на коловозот, изборот на геометриските и другите елементи и опременоста на патот, ќе значи и поголема безбедност на сите учесници. Изнесените состојби во основа се резултат на ускладувањето на техничките елементи со скромните финансиски можности. Најдобар пример за тоа можат да послужат локалните патишта, на кои се врши најчесто само модернизација на коловозот, без ускладување на останатите возно-динамички параметри, радиусна закривеност, попречен наклон, широчина на коловозот и слично. Со зголемувањето на интензитетот на сообраќајот на истите, несразмерно се зголемуваат и сообраќајните незгоди, односно присутна е појавата на селење на незгодите. Што значи правилниот избор на техничките елементи при изградбата на еден пат, најдобро може да ни послужи примерот со патот Скопје-Тетово. Пред изградбата на новиот пат, на стариот пат, во услови на релативно слаб интензитет на сообраќајот, се догодуваат далеку повеќе сообраќајни незгоди отколку денес на новиот пат, на кој интензитетот на сообраќајот е далеку поголем. Значи, изградбата или реконструкцијата на нови или постојните патишта во наредниот период, меѓу кој и автопатот Куманово-Тито Велес, ќе допринесе за отстранување на голем број од сообраќајните незгоди што денес на истите се догодуваат. Една од причините за сообраќајните несреќи во зимскиот период е снегот и мразот на патот, што превзема за одржување на патиштата во нашата република во овој зимски период за нормално одвивање на сообраќајот, говори Тодор Димовски, директор на Македонија Пат. Сталниот развој на јавните патишта, како и порастот на јавниот сообраќај, наложуваат потреба и од поквалитетно одржување на патната мрежа. Македонија Пат, како организација на здружен труд, која го врши одржувањето на магистралните и регионални патишта во нашата република, чини напори да даде поквалитетни услуги, односно услуги кои ќе го пратат и развојот на патниот сообраќај. Посебен третман се дава на одржувањето на патната мрежа во текот на зимскиот период.
ова се налага од причини што појавите во зимскиот период, како што е поголеми количини на снег, па и ако се помали количините на снегот, ако се пропратени со ветар, и појавата на помразици како последица од ниските температури, може да нанесат поголеми штети на патниот сообраќај и на патното стопанство и можат да го парализираат целокупниот сообраќај, ако навистина не се преземат навреме превентивни мерки. Заради благовременно превземање на мерки, одржувањето на патиштата во зимскиот период се извршува од посебна организациона поставеност, односно се бара далеку поголема ефикасност и мобилност, поради што сите капацитети од механизација и работна сила се распоредуваат по пунктови. Према нашите планови, во престојната зима, одржувањето ќе го вршиме од 31 пункт, од кои 8 се третираат као планински, во главном со надморска висина над 800 метри. На планинските пунктови организираноста се врши во периодот од 4 месеци и тоа од 25 ноември до 10 март, а на останалите пунктови во времето од 10 декември до 10 март, односно во трајање од 3 месеци. Ова не значи дека во колку се појават порано потреби од интервенции, дека Македонија пат нема да интервенира, како што е случај сега со наидувањето на празниците, ние сме спремни и на целата територија да интервенираме. Како планински пунктови ги третираме Претвар, Ѓавато, Буково, Пресека, Стража, Маврово, Крива Паланка и Крушево. За престојната зима ги зголемуваме капацитетите за чистење на снег, меѓутоа за посипување немавме можност да ги зголеме капацитете, бидејќи единствениот испорачател на опрема во Југославија, тоа е Рико од Рибница, поради тешкоти за увоз на репроматеријали, не беше во можност да ни обезбеди, да ни ги испорача бараните посипувачи. За извршување на задачите од зимското одржување ќе бидат ангажирани следните капацитети. Од материјали обезбедени се 3100 тони сол, што значи зголемување 40% во однос на расположивите количини сол во истиот период оваа година, односно во ноември миналата година. Од механизација се ангажираат 59 камиони, 42 посипувачи за сол, 50 плугови, односно монтирани на камиони, 3 роторни снегочистачки и 24 други градежни машини, претежно булдозери, утоварувачи и 2 грейдера. А од работна сила планираме да ангажираме 280 непосредно ангажирани работници, кои исто така ќе бидат распоредени по пунктовите. Зимските појави се од таков карактер да често се јавуваат изненадно, а често пати истовремено е дејството на паѓањето на снег, ниски температури и ветар. Поради тоа не може да се земе обврска дека не ќе има тешкоти во одвивањето на сообраќајот. Ние со нашето ангажирање се вклучуваме да ги отстрануваме снегот и поледиците од коловозот, со тоа да се уважи нивното влијание на безбедното одвивање на сообраќајот. Но целосно отстранување на снегот и поледиците не е возможно од целата коловозна површина на патната мрежа. За успешно работење многу ќе допринесе и почитувањето на сите наредби и препораки од страна на учесниците во сообраќајот, кои ќе бидат издавани од страна на нашата организација и од страна на органите на милицијата задолжени за безбедност на сообраќајот. За координација на акциите помеѓу пунктовите и обезбедување на информации за состојбата на патната мрежа, покрај телефонските врски кои се недоволни, Македонија пат располага со доволен број на радиостаници, односно сопствена радиомрежа, а за извршење на обиколка на патиштата, за констатирање на состојбата и доставување информации, на секој пункт имаме и полутеретни возила.
Да се надеваме дека Македонија пат на време ќе ги одржува и чисти патиштата. Но не заборавете во вашиот автомобил да ја ставите зимската опрема, која може да биде од голема корист во овие зимски услови. Исто така, ако досега не сте ставиле антифриз во моторот, сторете го тоа што поскоро да не ви изненадат ниските температури. За неговата улога во моторот говори инженер Живка Георгиева, шеф на лабораторијата при ЖТП Скопје. Во зимскиот период, при секое моторно возило, кој најчести проблеми што се јавуваат во системот за ладење. Па затоа е неопходно да системот за ладење биде заштитен, а заштитувањето, како што е познато, се врши со антифриз. Антифризот има за задача не само да го заштити моторот од замрзнување, него да го заштити и од испарување и вриење кое може да се случи во летниот период. Кои особини би требало да ги содржи антифризот? Антифризот би требало да има мала испарливост, да биде добро топлопроводник, да има голема специфична топлота, да е хемиски постојан, да е инертен према гумени споеви и да неговите пари во додир со воздух не градат експлозивни смеси. Тој треба да содржи и адитиви против пењење, против корозија, да има поголема точка на вриење. Постојат повечко типа на антифриз и тоа на база на метанол, етанол и етилен гликол. Сите овие антифризи имат иста точка на мрзење, а различита точка на вриење. Како што рековме, дека антифриз ќе биде оној подобро кој има поголема точка на вриење. Ако се прашаме зошто? За тоа што при престанување на циркулација, како ќе престане моторот да работи, течноста се загрева повечко, а тоа загревување настанува од топлина која останала која што е во моторот, и тогаш големите запремини на меури кои што се напатени на вредите површини доваѓа до приливање од системот за ладење. За време трајањето на антифризот, тоа ќе зависи од системот дали е отворен или затворен системот. Обично, кај затворените системи треба да трае 2 години, а кај отворените 1 година. Пред да се става антифриз, неопходно е потребно да системот за ладење биде во потполна исправност и да биде очистен ладњакот од каменот и од продуктите на корозија. Чистењето обично се врши со повечко средства, али како едно од добро средство кое од искуство можам да кажам, тоа е уствари калцисол, чија концентрација на калцисолот ќе зависи од дебелината на слојот на каменотот кој што е створен во текот на работа во самиот ладњак. Обично неговото дозирање се врши од 45 до 100 грама на литар, се става во ладна вода, а потоа се загрева до 80 степени, што е уедно и работна температура на самиот мотор. Моторот треба да работи 2 до 3 часа, и откако ќе работи 2 до 3 часа, се испуштува течноста, водата, заедно со калцисолот, моторот се пропира неколку пати. Имаме повеќе видови на антифриз од различити производачи, као пермант, гликошел, глисантин, корсантин и други. За кој антифриз ќе се одлучи, ќе зависи од самиот возач, али неопходно е потребно да ги бара овие особини на антифризот, за која е и должна и самата фабрика да ги даде. 10, 11, 12, 13, 14 и 15 да се подготват за старт. 5, 4, 3, 2, 1, старт. Во организација на Сдруженијето на возачите по повод празникот Денот на ослободувањето на Скопје, на 12 овој месец по 5-ти пат се одржа брзко-брзинскиот натпревар водно 77. По моќно и убаво време, на стартот пред хотелот Панорама се најдоа 60 натпреварувачи од целата наша република. Натпреварот се состоеше од 2 дела: брзко-брзински испит на патеката долга 5 км и испит на вешто возење на специјално подготвен полигон пред хотелот Водно.
10.000-та публика која го следеше над преварот уште еднаш ја потврди констатацијата дека постои голема заинтересираност за вакви автомобилски манифестации. Спортските комисии при Автомото Сојузот и Издруженијата на возачите во нашата република би требало да организираат повеќе вакви манифестации кои немаат само натпреварувачки карактер, туку имаат за цел и развивање на сообраќајната и техничката култура на возачите. Движењето на возачите од Скопје по пети пат го организира Рицко-брзинскиот надпревар по повод денот на ослободувањето на Скопје и кога во времето ги славиме титовите и наши јубилеи. Како што гледате, надпреварот е масовно посетен од гледачите на Скопје, а освен тоа во Скопје се пријавија за надпреварот 70 возила. На контролните технички прегледи најдени се 2-3 возила неисправни, што значи и по овој пат Сдруженијето на возачите прави напори да постигне со поголема безбедност на патиштата. И Сдруженијето на возачите ќе прави напори наредните години да организира повеќе вакви надпревари, но сепак треба да се најде решение и да се согласиме со одредени организации на дружен труд за да се подпомагаат ваквите манифестации и надпревари. Како што е случајот оваа година, надпреварот го подпомагаат рафинеријата ИНА, рафинеријата Модрич од Модрича, заедницата за осигурување имоти-лица, филијалата Скопје и други организации. По
завршувањето на надпреварот во хотелот Царај на возачите им беше приредена свечена вечера со културно-забавна програма. На крајот на најуспешните им беа доделени пехари и награди. Првите места во 5 категории ги зазедоа. Во категоријата до 785 кубни сантиметри Ванчо Блажевски, во категоријата до 850 кубни сантиметри Стево Милошевски, во категоријата до 1150 кубни сантиметри Ѓорги Илиевски, во категоријата до 1300 кубни сантиметри Киро Спасовски и во категоријата над 1300 кубни сантиметри Ѓуро Велковски. 5 километри долгата патека најбрзо ја помина Стево Милошевски, кој воедно беше победник и во испитот на вешто возење, со што го освои првото место во генералниот класман. Организаторот на овој надпревар, Сдруженијето на возачите на град Скопје, уште еднаш се потврди како добар реализатор на вакви занимливи и корисни автомобилски манифестации.